Здраво на сите и добре дојдовте во 30-тиот дел на Зачудувачки факти. Како што знаете, на секој пети дел имаме плюс 10 факти, а на секој 10 дел имаме уште еден гостин да ни помогне да ги прочитаме заедно фактите. Постои замрзнат мост во Швајцарија кој се наоѓа на 3000 метри надморска височина. Во 2009 година, човекот кој ја измислил WhatsApp апликацијата, Брайан Актон, бил одбиен кога се пријавил за работа во Facebook. 5 години подоцна, Facebook ја откупил WhatsApp апликацијата за $19 милиони. Еве што се случува кога ќе фрлите чај на минус 40 степени Целзиусови. На оваа слика има мачка. Паузирајте во видеото и ставете лайк ако ја најдете. Овој човек потрошил $200,000 на пластична операција во намера да личи на тигар. Масано Ватанабе е колекционер на мобилни телефони од Јапонија кој ги собирал во последните 20 години. Постои ресторан наречен Таксиапо на Филипините, каде ви е дозволено да кршите чини од зид за да се ослободите од лутината. Раперот Кулио во 2009 година на еден концерт пробал да се фрли во публиката. Никој не го фатил од публиката, само го претепале и му ги украле патиките и накитот. Актерот кој го глуми Гандалф во Хобит вели дека се скршил и плачал за време на снимањето на Хобит, бидејќи требал да снима само со гринскрин, а не со други актери. Цитирам, ова не е причина зашто станав глумец. Во 1963 година, докторите на Стивен Хокинг му рекле дека му преостанале уште 2 години живот. Тој е се уште жив денес. Група средношколци во Сицилија измислиле машина која од ѓубре прави маски за телефон и на тој начин ги натерале своите врсници да рециклираат. Лео Фендер, пронаоѓачот на Фендер гитарите, никогаш не научил да свири гитара. Наполеон Бонапарта често облекувал стара облека и ги шетал улиците на Париз и така преправен ги прашувал луѓето за самиот себе и на тој начин ја средал популарноста низ градот. Вака изгледаат белите дробови на коњ. Последните зборови на Елвис Присли биле: "Отидов во ВЦ да читам." Постои слеп буф по име Зевс со очи кои изгледаат како Вселената. Кит Харингтон дошол на аудиција за улога во серијата Game of Thrones со модро око, бидејќи претходната вечер имал тепачка во Макдоналдс. Кога Чарли Чаплин добил Оскар за животно дело, добил стоечки овации во трајање од 12 минути, најдолго во историјата на доделувањето на Оскарите. 3-годишно девојче го прашала Херкулес да одиграат една детска игра пред снимање на епската борба за филмот и тој прифатил. Постои така наречен ресторан на погрешни нарачки во Токио, каде се вработуваат келнери со деменција, па никогаш не знаете со што ќе ве послужат. Постои така наречен ресторан на погрешни нарачки во Токио. Леле, бро! Дај нека прави блуперс од ова да видиш низ кој мак идеме.